Во пресрет на 8 март, меѓународниот ден на жената, денешниот пазарен ден голем број кочанчани го искористија да набават цвеќе за своите најблиски. Се нудеше не повеќе саксиско цвеќе, но и цвеќе за расад во дворовите и бавчите. Произведуваме цвеќе ефтино, секој да купе, да си украсе дома и така. Пред празникот 8 март, кои видови на цвеќе ги нудите? Саксиско? Овој период најчесто, најмногу се троши калцеларијата, цикламата, примулата, понашки малкучка позната игличка, љубичица, тоа се зимски цвеќиња, не мрзнат овој период се садат и убаво нели цвеќе сега и за празнико. Ефтино и убаво. Како се движат цените, да ни кажете? Цената од 25 денара па до 130 најголемата цена. Значи за секој да има да си купе и да си така и подаре и за себе во дворовите. Така, да. Наместо резано цвеќе, убаво саксиско цвеќе. Да, место резано цвеќе гледам дека луѓето повеќе сакат саксиско цвеќе отколку режано, затоа што повеќе трае и така. Може ли да се размножува ова цвеќе во домашни услови? Па да, може. Може, кој сака, кој е мераклија така како хоби, па некои го купуват така да пробат и сами малку нешто да си размножат. Така. Еве овде гледам и зимзелени дрвца. Дали се садат во овој временски период и кои сорти на дрвца ги имате? Зимзелените дрвца е најдобро сега овој период да се садат. Затоа што е мокра земјата, температурата не е висока и најлесно се прилагодуваат на условите. Дрвца имаме смарагди, туи, хемаципариси, јуниперуси, значи многу сорти. И сега тоа се се декоративни дрвца за во дворови, во сакси, да. Дали ова е семеен бизнис, да ми кажете? Да. За нас, лично за мене, тоа не е семеен бизнис и тоа не е основно занимање на нас. Еве, секој четврток сте овде на оваа иста тезга, народот ве препознава, купувачите се тука. Колку сте задоволни од ова ваша професија и од начинот на кој луѓето доаѓаат, се интересираат за цвеќе? Да, па добро, јас секој четврток сум тука на тезгата, имам многу муштери, веќе ме многу и препознаваат, тука стекнувам и многу пријатели, така, добри луѓе, мислам, секој што ќе дојде за цвеќе, тоа се се добри луѓе, така јас ги прифаќам луѓето, да. И сум задоволна. Некој има периоди кога не се толку троше цвеќето, па дојде сезона кога интензивно се троше, па сега на пример па и празники некако најинтензивно и тоа е периодично. Значи некогаш повеќе, неколку помалку, ама па, мислам се троши, луѓето го сакат цвеќето. Со доаѓањето на пролетта, истакнува Постолова, и понудата на саксиско и друго цвеќе ќе биде поголема, бидејќи се создаваат услови за нивно расадување.